Еве, почитувани гледачи, стигнавме и до вториот дел од нашата емисија, каде со нас ни се придружуваат нашите гости. Мој денешен соговорник е господин, тоест каратист Боре Видевски. Добро утро и добро ни дојдовте во нашето студио. Добро утро, добро ве најдов. Најпрво ќе ве прашам, кажете ни нешто за себе и какви ви беа почетоците околу каратето? Значи, јас сум роден 71 година. На 9 годишна возраст почнав да тренирам карате. И тогаш имаше во Велес, па и во Македонија само еден стил на карате, шотокан, и денеска екзистира и доста е популарен. И така почна моите први чекори во карате, тогаш вежбавме во клубот Борис Кидриш, па потоа во карате клубот Велес, долги години бев таму. Таму ги стекнав и најголемите искуства од овој стил. Така и постепено, како се ширеа видиците, погледите према светот, бидејќи доста одевме во странство, дојдовме до контакт со стилот Уеши Рю, за кој ќе стане збор сега. И така, накратко тоа е. Така. Зошто токму оваа дисциплина од каратето и колку каратисти број вашиот клуб? Затоа што имате ваш клуб, да напомнам. Да, нашиот намерно кажувам, бидејќи не се осеќам дека е само мој, туку наш. На сите каратисти кои се во него, тој е карате клубот Окинава. Окинава број, а сега грубо ќе кажам, некаде 40 членови, од кои имаме пола се возрастни и тинејџери и пола се, помалку од пола се, значи, деца од 7 годишна возраст до 2-13 години, така. Така. Можете ли малку повеќе да ни кажете за оваа дисциплина? Секако. Значи, јас работам Окинава карате. Тоа е стар изворен начин на карате, на метод. Овој стил се вика Уеши Рю. Значи, Рю значи школа. Значи, нас не е малку чудно нивниот јазик. Рю значи школа. Значи, школата на Уеши. Тоа значи. А Окинава карате се вика за тоа што изворно сите карате стилови потекнуваат од островот Окинава во Јапонија. Стилот е донесен од Кина и е прилагоден за блиска борба, сега практичните работи прво ќе ги кажам, каде што при вежбањето се добива голема тврстина на телото, гибкост истовремено, но нели тоа може секој да го постигне, а како се влегуваме се подлабоко во стилот, всушност се запознаваме со самите себе, зашто се сме способни и учиме како да бидеме смирени, како да бидеме користни за сите, не само за нас. Така. Во денешно време каратето е распространет спорт во нашата држава. Вие како тренер по карате, како се справувате со конкуренцијата? Кој е вашиот мотив да го задржите лидерското место? Значи вака, овој стил, намерно стив за после да кажам, за прв пат сега се носи во Македонија, значи јас сум прв представник на овој стил во Македонија, немаме конкуренција, а и во каратето не се осеќаме како конкуренти никој, па и од другите стилови, туку како пријатели. Секогаш си помагаме, секогаш кога има семинари, посетуваме туѓи семинари, ако не се од нашиот стил, така да немаме зборот конкуренција кај нас е стран. Така. Сте биле на многу надпревари како учесник и како тренер. Дали постои некој кој можете да го издвоите, некој што посебно ви значи? Па можам. Порано се надпреварував. Тоа беше додека се бавев со стилот шотокан, со стариот стил кој што го спомнав на почетокот. Па се такмичев, се надпреварував, не знам каде не. Значи, освен во државата, се такмичев во надвор од светот, во Европа, во Италија, Германија, во Холандија, Швајцарија, Мексико, Америка. Можам да го издвојам, значи, по важност за нас, 2003 имав едно убаво такмичење во Калјари во Сардинија, каде што бевме најуспешни до тогаш. Тоа беше светски куп. Таму имавме, не можам да ги набројам, први, втори и трети места се беше за тогашната репрезентација на Македонија во тој правец. А за мене убав спомен е 98 година Швајцарија, значи, каде што бевме на еден сестилски, значи отворен куп на Јапонската карате асоциација, кај што за прв пат тогаш се запознавме со најголемите легенди на шотокан каратето. Сега сме во овој стил на каратето, само се занимаваме со семинари за сега и со
презентации и демонстрации, значи од демонстративен карактер. Подоцна ќе кажеме околу тоа. Да. Има ли разлика помеѓу овие две дисциплини што ги напоменавте, што ги имате вежбано? Да, има видна разлика. Видна разлика Која е има. разликата? Па технички сега ќе објаснам, значи се работи за во првата има ниски ставови, овде има поприродни високи ставови, направена е со помеки покрети, да може анатомски покрети, значи поблиски до нашите нормални природни покрети. Но сепак има и заеднички работи, тоа е силата што се развива и нормално сите карате стилови и источните вештини воопшто покрај тоа заедничко име што пред тоа кажав, значи хармонија измеѓу духот и телото. Така. Колку вкупно медали имате освоено? А овде во овој систем, значи реков нема медали, се занимаваме само со тренинзи, семинари и вако манифестации, демонстрации како сакате. А медали имам освоено во другиот систем, значи во државата имам неколку значи медали освоено од прво до трето место, значи претежно се во борби, а во светот имаме освоено во Америка, еве на пример бев трет во тешка категорија, тогаш бев потежок. Имаме во калјари злато на европско ниво, во Америка беше реков на светско, во Мексико бевме, дојдовме до некој четврт финале. Има многу, не можам се сетам на сите, значи. Така. Претпоставувам во вашиот клуб има млади каратисти, но и каратисти со искуство. Постои ли некоја годишна граница за ова? Баш за овој стил не постои годишна граница, затоа што сите доаѓаат од различни причини да тренираат во нашиот клуб. Например, од претходниот клуб каде што бев јас член, дојдоа 5-6 каратисти кои беа веќе уходани, значи во техниките, во општите техники што се заеднички, но дојдоа и доста луѓе кои се постари од мене, значи на 50 годишна возраст дојдоа да си бараат чаре, што викаме ние понашки. Дојдоа со проблеми здравствени, дојдоа со други проблеми и преку веќе се сите по 2-3 години во клубот и да не речем, ама морам да кажам, да спомнам, луѓето, значи, низ тренирањето ги елиминираат таквите потешкоти. Така. Континуирано чинам повеќе од 6 години организирате семинари за учење на карате. Кажете ни нешто повеќе околу тоа. Вака, значи во Македонија ја веќе 9-та година се занимавам лично јас со овој стил, а 12-та година почнавме со клубот, значи активно да работиме на пошироко, повисоко ниво. Тоа значи дека веќе и повеќе од 6 години се организираме, значи и помали едукативни семинари и како сето тоа се зголемуваше бројот на членовите на клубот, веќе правевме поголеми семинари, па кога видовме дека се зголемува, се подига нивото на стручност и ке членовите, почнавме да правиме и презентации. Кажете ни повеќе за тие презентации. Вака сега, презентациите обично кај нас се состојат од точки каде што изведуваме работи што веќе ги знаеме. Моментално презентациите се со цел да се доближи стилот на луѓето, значи бидејќи реков сепак е нов 9 години се работи, да видат што е, дека не е ништо чудно, страно, дека секој може да го тренира и намерно во демонстрациите имаме точки составени од мешани групи од постари и помлади, посебно стари, посебно млади, да видат дека секој буквално може да се најде во сето таа приказка. Има ли женски во оваа дисциплина? Има, точно е. Можам помалку се, но можам да ги набројам веднаш. Тука прво тренирам мојата керка, постарата керка, Анастасија Видевска. Потоа имаме Ана Марија Фаркаш, Ирена Цветич, Ивана Бондичова и мојата помала керка, која веќе не е уште редовна, Марија Видевска. Има заинтересирани кои сега можеби ќе следи група од женска група баш, па ќе видиме како ќе се развие сето тоа. Така. Која е целта на оваа дисциплина и што се учат каратистите? Како изгледа еден ваш тренинг? Вака. Значи прво ќе почнеме од тренингот. Тренингот почнува со загревање, нормално. Групата на вежби за загревање се вика джумби ундо, дали користиме, реков, јапонски термини. Потоа одиме во
додатно специјално загревање каде што треба да се растегнат лигаменти, но со вежби од карате, со удари. Потоа оди една група на вежби која се вика Ходжо Ундо. Тоа е група на вежби каде што веќе влегуваме во начинот на изведување на оригиналните покрети. Потоа, кога ќе се крене, ние така викаме енергијата, работиме катата санчин. Тоа е основата на овој стил. Тука можевме да видиме катата се работи полугол нагоре и се работи, кога се изработи еднаш, се работи со тестирање, малку чудно е, тоа е удирање, можеме да видиме тука. Ова е врвот на изведување на катата. Прво е тестирање со удирање, после со кршење на тврди предмети од телото. Кога ќе заврши сето тоа, продолжуваме исто со полесни вежби, просто кажано, почнуваме со загревање, кулминира енергијата, па се спуштаме до последната работа што треба да завршиме во тренингот и пак разгибавање, да се олабавиме, да нема повреди и си одиме дома. Така, а дали техниките кои се учат во оваа дисциплина можеме да ги премениме во секојдневниот живот и како? Прво е неблагодарно да се каже за примената, бидејќи сепак се работи за боречка вештина, но ќе кажам дека многу е применлива вештината, бидејќи спомнав на почетокот се работи за вештина која е наменета за блиска борба. Оваа вештина исто така се користи и во безбедносните сили надвор од светот, кај нас се уште не, за имплементирање на дел од сите тие самоодбранбени техники да се користат, например, во напад, одбрана и така. Така. Кои се вашите следни активности во клубот? После, кога ќе заврши овој семинар, ова ќе биде 4-дневен семинар и плюс презентација која ќе се одржи на 19 во 18 часот во поливалентниот простор во Блаже Коневски. Следниот месец веќе ми следи патување за Белград, каде што треба да полагам за трети дан. Тоа е трети степен мајсторски црн појас. Така да, после тоа имаме договор, таму ќе имаме состанок во организацијата каде што е линк со јапонската организација, тоа е Српската Окинава карате асоциација, кои ни се доста од помош. И таму ќе имаме состанок за нашите следни активности, каде што веќе ќе се зборува и за патување во Јапонија, односно поточно на островот Окинава, од каде што потекнува стилот и каде што се наоѓа федерацијата. Така. Со што ги потекнувате вие младите за да почнат да се бават со овој навистина прекрасен спорт? Вака, порано сме правеле повеќе реклами, да привлечеме луѓе, членови. Сега направив еден чекор во обратен правец. Правиме и покрај вакви поголеми презентации, правиме и помали. И оставаме луѓето сами да реагираат. Одите по школите, правите презентации, многу средните, ретко, основните? Да, многу ретко. Така да видовме дека само еднаш-два пати што ќе направиме презентација веќе е успешна. Доаѓаат. А и веќе 9 години се упрашање и знаат за што се работи. Така. Благодарение на овој спорт сте присуствувале на бројни семинари широм светот. Може ли за крај да ни споделите вашите искуства на нашите гледачи? Видите, без разлика за кој стил се работи, кога се работи за меѓународен семинар, каде што го водат врвни мајстори, тоа е прекрасно искуство. Зборувам за човек кој се занимава со карате долги години и кој е на високо ниво со знаењето. Тогаш ќе препознаете, без разлика дали се работи за еден или друг стил, ќе препознаете една убавина во сето тоа што го кажува тој човек. Обично се работи за мајстори над 50-60 години со големо искуство, со богато искуство, каде што не покажуваат само голи карате техники за тепање, него кажува животно искуство. Тоа е убавото, кој може да го разбере. Така. Господине Боре, јас ви благодарам за вашето гостување. Се надевам дека ќе имаме прилика и повторно да бидете наш гостин. Ви благодарам и јас вас и така. Така. Почитувани гледачи, во продолжение ќе проследиме еден рекламен блок, па потоа се враќаме назад во студио.